Благодарам, почитуван председателя. Почитуван колега Орцев, прашавте директно, еве јас директно ќе ви одговорам. Да, ние пратениците, односно пратеничката група на ВМРО-ДПМН, ќе поддржавме предлог не со 11.000, еве да дадевте предлог и со 15.000, и со 20.000 минимална плата, ќе поддржавме. Меѓутоа, зошто ние не го поддржуваме овој ваш предлог закон? Прво, свесни сме дека ова е ваш популистички закон пред избори, свесни сме. И не само ние, туку и целата македонска јавност и посебно жртвите на транзицијата. Затоа што, почитуван колега, излегувате со предлог закон со кој што немате направено ама баш никаква анализа. Во вашиот говор кажавте дека сте разговарале. Со кого сте разговарале? Со работодавачите? Па ниту владата, ниту ние не ги плаќаме работниците. Се знае кој ги плаќа работниците. Дали вие разговаравте со синдикатот, со работодавачите, дали тие се согласуваат да ја дадат таа минимална плата? Ако тие се согласуваат, тогаш верувате кај нас нема да има проблем. Меѓутоа вие така, ете како што кажавте, не сте разговарале, ќе поднесеме ние предлог закон, па ќе ги ставиме пред свршен чин. Од нашите анализи, нашите сериозни анализи кажуваат дека доколку овој предлог закон биде донесен, односно поддржан од нас пратениците и донесен, тоа ќе значи, почитуван колега, дека уште утре 30.000 работници ќе бидат отпуштени од своите работни места. 30.000 работници. И каков е тој однос? Впрочем, вие сте навикнати на тоа. Како може една партија која што затворила 600, додека сте биле на власт, сте затвориле 684 фабрики и сте отпуштиле над 200.000 луѓе од работа, и сега вие ќе кажувате дека вие се грижите за работниците и за работничките права. Низа мерки оваа влада и ние како собрание донесовме додека вие не бевте овде. Еве, јас ќе ви прочитам само 2-3. Со проектот Македонија вработува. Само последните неколку месеци, почитуван колега, се вработени над 1000 луѓе, а ќе се вработат следните 6 месеци над 20.000 луѓе. Ние вработуваме, вие додека бевте на власт отпуштате луѓе од работа. Тоа е разликата помеѓу нас и вас. Благодарам, господин